Поздрав на сите дечки, лак со вас, ние денеска снимаме ново видео на каналот. Денеска имаме за снимање едно апдейт влогче, како што гледате по наслова, значи имаме подтеми кои што ќе зборуваме во овој апдейт влог. А што значи сега тоа? Значи пред почетокот на овој видео, застани да ти ебум и телефонот. Прво и прво, во овој видео поздрав ќе добие овој човек овде, доколку сакаш и ти да бидеш поздравен, се што треба да направиш е да коментираш хештег Lucky Army и да ме заследиш на Instagram, пошто уште 10 followers ми фали до 4100 и искрено наскоро нова песна на кај 20 јануари мислам да валам нова песна. Сега ќе збориме се во овој апдейт влог, значи да не кажам уште сега. Можеме да почнеме со видеото. Имаме 5 подточки за ова видео. Првата е јануар, поточно од овој месец за 2-3 дена почнувам со стримање на YouTube. Значи пак се враќаме редовно со стримање на YouTube. Секој ден ќе има стрим, така да пишете ми во коментари кои игри сакате да ги стримам. Што сега можам се да стримам буквално, као нели земав нов компјутер. Као што сакате да стримам, CS:GO, Dota, што знам, Fortnite, што знам, буквално се што ќе ви текне или се што сакате, The Forest, било што Risk, не знам како се викаат тие игри. Буквално се што сакате и се што мислите дека ќе гледате. Пишете ми за што сте заинтересирани за стримање. Може да и омегле, се исто. Значи само да се стрима, може да и омегле, да, не е лошо тоа. Од кај 5 и 6 почнувам со стримање. Пак ќе напоменам сите игри или што и да сакате да се стриме, пишајте во коментари. Буквално секоја игра ќе биде стримана од моја страна и очекувам и вас да ви има во поголем број, што знам 30-50 души, колку и да е, 100 души се исто. Само да гледате, да се правиме интересно. Пошто имаме распуст, можеме да стримиме и вечерта од 8 саат па на наки, а можеме и дените од 1 саат порчокта, нели, до било кога, значи се исто, тоа ќе се договориме. Второ, саках, пошто имах замислено кој секој месец нов серијал да правам. Сега за во не сум као сигурен, пошто може да биде и досадно, нели, као нема да биде интересно, в која смисла секој месец нов серијал. Као на пример цел месец, цел јануар да кажеме, само 24 часа видео снимам. 24 часа во правам, 24 часа тоа правам, 24 сата уф една буја, 24 сата јадам само во, 24 сата не излезам од дома, пример, 24 сата не во, 24 сата тоа, 24 сата во, цело време, цел месец само 24 сата. Февруар месец само реакции. Вајн реакција на песна, утре реакција на видео, унајн реакција на смешни моменти, поунајн реакција на мим, ревју, как и да е, реакција на тепачки, реакција на глупи луѓе, на воа, на тоа, значи цел месец, цел февруар реакции само. Март месец да кажеме, само челенџи. Пример, само капме јајца од глава, трчме низ улицата голи, пример, значи само челенџи цел месец. Значи само предизвици се прават. Цел април да кажеме само предпоставки за мене. Или пример, само Instagram контент. Например, реагирање на фанови, Q&A, глупости цел април. Цел мај да кажеме само фудбалски челенџи. Или само видео, само геймплей да кажеме, или само стримање без видео и се така. Али ќе видам тоа, кажах, нема да биде 100% точно, значи пошто може и да биде досадно тоа, знаеш, као се един месец само един ист контент да се тери, 12 месеца да тајам, 12 различни контента и јас што треба да се скапам ув месецот да се скапам да ми текне 30 идеи од един контент што да снимам, каде да снимам. Трета точка за вадење е нова песна. Нова тема ќе кажам, нова песна. Значи, битот го имам, може река да ви пуште сега, некни на лайв стримот го пуштих на Instagram. Значи, правам секоја вечер лайв на Инста на кај 10-11 вечерта, така да ако сакате можете да ме гледате. Instagram Lucky Care е. Така да на битот е на Алфа, он го прави фактички, на неговиот канал е објавен, ако ве интересира. И текстот е скоцкан, се е скоцкано, само треба да се сниме, и спот да се сниме, да се едитира и негде на кај 20 јануар, пошто убаво памтум, на 20 јануар 2020, а објавих песната Lucky Care. Така да сам мислам дали ваа на 21 да испадне, пошто 2021 година е, нели? И као зашо да не? Али не знам, ќе ви има и тоа. Када песната ќе биде животна случка, ќе има објаснување, значи после песната што значи текстот на песната, која беше поентата да напишем таа песна или што ме потикна да напишем таа песна, читање хейт коментари, реагирање на реакции или што знам реагирање на хейт коментари, читање на позитивни коментари, буквално контент ќе се искара од песната. И така да мислам ти тоа се што треба да кажам за песната. Имаме четврта тема за ваден. Дистрек, да. Пичка ти матер, дистрек. Што сака да кажам со дистрекот? Значи, в последно време ми се прават дистрек, ми се прават драма, значи сам се закачам с некој. Гледам Колевски макладел на стори као нешто ма заебаве заради тоа што на TikTok сум честитал нова година на сите. И мислех да се закачам с некој, али викам ајде, сега кој е небитен, ма разбираш, пропаднан јутубер, не лагам да се закачам с него. Јеби га, 16 леј суба, нема 4 месеца видео клавно и не лагам да се замарам с пропаднани јутубери. Бандите и они сакале дистрек да ми прават, ја ги клават видео со
с 11 лей суба едва и 2.000 views вагат. Нема врска и со них налагам да се замарам, исто пропадна на инвестиција. Така да може да ќе правам реакција на тиктокер, да се закачам с некој тиктокер, да направам некоја брза драма и некој дистрек. Чисто информативно ти ми се дисе некој. Можам и самиот на себе да се искарам дистрек, кој ќе направи, не знам кој јутубер беше, сам на себе си искара дистрек, пошто као контент, не знам. Ке видиме как и тера годините. Се надеваме иначе негде до март месец да качам 10.000 суба. Ке видиме, не знам. Тоа ме е цел сега, што 10.000 суба ми е втора неостварна цел. Први ми беа 5.000. Каде сега 10, после на 20 се така до 100.000. Али ке видиме, как и да е. Последна и мислам петта и воедно последна тема за во видео е тетоважа. Усвари каде ќе се тетовирам и што тетоважа ќе ставам. Се тетовирам тука во Фенсилон Гивгилија. Да, мислам тоа мислах. Мислах на кој место на телото. Телна страна. Прво саках тука да се тетовирам на вратото. Арно, ама, пошто не сакам пак да се карам со моите, не сакам проблеми да правам, не сакам да се расправам, да се скарам во случај нели да изгубам контакт с моите, се предомислих и лагам да се тетовирам тук. Чеки, стои. Тук. Ваше мислење, сакам да ми кажете што мислите за местото, значи на десната ръка на воа, нели баш тука што е, или едино тук така на препунт, сега да не смукнеме, тук на препунта над курт. Се зајбам, над половиот орган, значи сам мислим се уште, али значи кажах ако клам тука, секако одам на втора на препунта, или ако клам на препунта, секако одам на втора на ръкта, така да не останам на една тетоважа. Секако имам 2-3 најмалци, иако до сега имам замислено 5 тетоважи, што треба да ги истетовирам на мене. Сега, што ќе биде првата тетоважа? Првата тетоважа нема да кажам што ќе биде, значи нека биде изненадување, ќе снимам влог за таа работа, сепак и не знам ни на кое место ќе ја правам. Како што кажах, имаш многу време да одлучам, нели да размислам што дека да ја кладам, поради тоа што сите знаеме од тетоважата е трајна и не е кој обечките да можеш да ги искариш, ма разбираш, или не е да кажеме шминка што можеш да ја избришиш. Сепак ќе треба да ти значи нешто тетоважата, как и да е, на мен тоа не им представа, значи тетоважа кој тетоважа, ако мене ми се ареса тетоважата, не мора да има значење, ма разбираш. Сега треба да закажам термин прво за лична карта, значи треба да си искарам лична карта, пошто не знам као уште неам, а ќе напълнам 19 години, немам врска. Возачка немам и не лагам да полагам, барам за сега. И јас кој ти му учиш, што да прават, од 25 години не знам да положа. Тетоважа лагам да клам негде крајот на јануар. И вие ми искрам појма немам. Исто пак лагам да се фарбам розов, значи за тоа чекам прво лична карта да искарам, па да се истетовирам, да се изфарбам розов. И така да тие се тие некои промени што ќе ги видите дека мене в 2021 година, значи ќе опнеме 3-4-5 тетоважи, ќе се фарбам, пак ќе експериментирам и тој, знаеш као, не знам, интересно ме. Така да не задржам уште многу, пак ќе кажам, очекувајте од јануар стримове, од јануар за 2-3 дена. И во очекувам во голема бројка, значи Among Us не очекувајте да стримам, и најглупа игра. GTA 5 ролплей треба да стримам, може и таа е добро. Само што нешто ме ебан DNL-то, треба да ја викам од тука од канцелариите на што ми пушкат интернет, да ми ги унбанират некои сервери, оти например не можам некои IP адреси, оти не можам Rockstar Launcher да уклучам. Как и да, ако го средам тоа, ќе чинам, ќе играм GTA 5 Roleplay, а ако не го средам, ништо работа, јеби га, ќе играеме само Fortnite и The Forest и некои други игрички што ќе сакате вие. Така да не вас задржам многу, оставете лайк, комент, subscribe, хештег LuckyArmy в коментар, за следете ме на Instagram LuckyCare. А ние се гледаме во наредно видео, шо знам, утре, ќе пробам дейли цел јануар да го искарам, ќе видам и да се врнеме со прегледи. Тоа е тоа. Чао и не заборавајте 20 или 21 јануар испукавме со песна, значи најако.